Бучавата е сериозен загадувач, ама и на општеството, и на се, и животната средина, ама и на душите. Почитувана македонска јавност, почитувани колеги, почитувани представници на Министерството за финансии, заменик министер, ребаланс на буџет, процес кој е од суштинско значење за стабилност и развој на нашата економија, но и за социјалната благосостојба на сите граѓани. Тој е неопходен од повеќе причини, како што се, морам да ги напоменам, променета економска средина, глобалните пречки, како нестабилни енергетски пазари и инфлационен притисок го менуваат финансиското сценарио во кое функционира нашата држава. Со ребалансот се овозможува флексибилно да реагираме и да обезбедуваме одржливост на јавните финансии. Приоритети за вложување. Во текот на првиот период од годинава се појавија нови барања, потреба за обновување на образовната инфраструктура, поддршка за стартапи и IT секторот, како и проширување на социјалните програми. Ребалансот транспарентно ги усогласува буџетските средства со овие приоритети. Контрола и транспарентност. Оваа процедура не е само механичка прераспределба, таа е всушност и демократска отчетност пред сите граѓани. Почитувани колеги, се извинувам, овде ќе направам пауза и се надевам дека колегиве од левица ќе останат да дебатираме. Бидејќи некако како завршивте, одма си бегате. Останете, колеги, може би имате нешто да дебатирате за мојот говор. Тоа е таа почитувана македонска јавност несериозност. Значи, кога станува збор за контрола и транспарентност, само за пример е нашата дебата на оваа тема, која ќе трае овде повеќе од 2 недели, ама искрено и се надевавме дека ќе биде, но ете, за жал, сведоци сте што се случува. Граѓаните ќе можат и верувам дека ќе слушнат и спротиставени ставови или пак можеби единствени ставови по она што не поврзува сите, а тоа е транспарентно, одговорно и отчетно работење кога станува збор за буџетот на Република Македонија. Почитувани, дополнително денес не расправаме само за ребаланс на буџет, расправаме за сигурна можност која дава надеж, дека конечно во Македонија има одговорно управување, дека конечно во Македонија не се чека кризите да не затекнат со играње фудбал, возење мотори по планини и безделничење на државна сметка по белиот свет, туку да се работи со план и визија. Дека конечно во Македонија се има јасна стратегија да се насочуваат парите таму каде што најмногу треба, кај граѓаните, а не кај Pixel Group, а не кај ETC Travel, а не кај Арберија. Ви текнува на сите овие фирми. Во минатото државните средства на таков начин се злоупотребуваа. Има многу, но да не должам со непредметно нешто. Заради сета оваа одговорност, посветеност и тимско работење, ние имаме за првите 5 месеци од 2025 година зголемени приходи за 8,6%. Расходите за 5,1%. Буџетскиот дефицит останува стабилен на 4%. И ова не е само статистика, туку ова е решителност да се остварат предизборните ветувања дадени на граѓаните. За да се остварува тоа, го зајакнуваме она што носи најмногу вредност за граѓаните. Зголемување на плати. Се издвојуваат дополнително 800 милиони денари. За зголемување на пензии, дополнително се зголемуваат 2,5 милиарди денари. Повеќе за капитални инвестиции се издвојуваат 300 милиони денари. Со овие зголемувања не се зголемува само мотивацијата, сигурноста кај граѓаните, туку се зголемува и довербата дека конечно нешто се менува кон подобро. А довербата е најбитниот дел во повторно градење на држава која за жал беше пеплосана. Клучни ставки во ребалансот ќе издвојам. Инфраструктура.
Пренаменети се дополнителни средства за изградба и реконструкција на патишта и мостови со цел обезбедување подобар пристап до руралните региони и зголемување на конкурентноста. Образование и здравство. Се доделуваат средства за современизација на училници, опрема и дигитализација. Дополнително се обезбедуваат средства за набавка на медицинска опрема во јавните здравствени установи. Поддршка за стопанството. Нови субвенции и финансиски поддршки посебно во IT и зелената енергетика, со цел стимулирање иновации и нови работни места. Социјалната компонента да не ја заборавиме, почитувани, за ранливите категории, социјално загрозените граѓани, лица со попреченост, значително зголемени се средствата за субвенции и социјални услуги. Очекувани и економски и социјални резултати и она што би можела да го издвојам накратко од сето она што како материјал го имаме, е тоа дека бруто домашниот производ со преориентација на средствата кон инвестиции се очекува раст помеѓу 3 и 4% и во втората половина од годината. Бројот на вработени, благодарение на политиките и поддршката на IT секторот, се проектираат нови 15.000 работни места. Намалување на сиромаштијата, зголемените социјални издатоци ќе помогнат барем на 20.000 граѓани. Јас би сакала сега да дадам еден малку поинаков осврт на она што значи секторски анализа на предлог ребалансот на буџетот на Република Македонија. И она што сакам да го напоменам е тоа кога би зборувале за секторските квалификации, првенствено нормално би го издвоила Министерството за образование и наука, каде се покажани значителни резултати и каде би можеле да зборуваме за она што следи, би сакала да се развие дебата и верувам дека ќе се јавите и на реплика да зборуваме. Но она што сакам да го напоменам е сигурноста да ја имаат граѓаните и да ја убедам македонската јавност, а верувам дека и вие, почитувани колеги од опозицијата, ќе се убедите да го поддржите овој ребаланс на буџет, заради тоа што овде имаме резултати од изминатата година. Остварени резултати, каде транспарентно и отчетно се трошеле државните средства, што не било случај во минатото. Почитувани, во изминатата година во Министерството за образование и наука навремено се испорачани учебници. Да ве подсетам, учебната 24-25 година се започна со навремено испорачани учебници за сите ученици. Исто така, во тек е набавка на учебници за учебната 25-26 година, каде што за повеќе предмети се обезбедуваат наставни материјали. Спремни ја дочекуваме и го спроведуваме образовниот циклус. Инфраструктура, морам да напоменам, на транспарентно и одговорно користење на јавните средства. А тоа е дека во период од една година инвестицијскиот циклус од 32 милиони евра, односно 2 милиарди денари, и тоа се изградиле 7 училишни објекти, 20 се реконструираат, се градат 4 спортски сали и се реконструираат 2 студентски дома. До крајот на 25-та година ќе продолжи и изградбата на Финки и Факултетот за физичка култура. Да ја подсетам македонската јавност, во изминативе 5 години, тоест еве 4 ќе кажам, кога бевме опозиција, секоја година поднесувавме амандман со кој баравме средствата да се овозможат за да ова до изградба на овие објекти се финишира и се спроведи, но немавме слух од тогашната власт, а денешната опозиција. Она што е исто така што би можела да ве убедам дека транспарентно и одговорно се трошат финансиите во сите сектори, а посебно во секторот образование, кој сега ми е тема на збор, во 2025 година обезбеден е буџет за наука од 680 милиони денари, односно речиси двојно повеќе од она што било предходно. Обезбеден е бесплатен пристап до научните бази на Web of Science и други
други универзитети, по долги години за поставеност на лекторите на македонски јазик се ангажираат 6 лектори на исто толку лекторати во различни земји. Заради стимулирање на учениците, за да се запишуваат на студентски програми по македонски јазик, Министерството организира дополнителни 15 стипендии за редовни студенти. Прифатени барања на студентските организации и здруженија е тоа што им се овозможува да продолжат со бесплатниот превоз, затоа што по 3 години откако вие како власт, колеги од опозицијата, не успеавте да префрлите одредени средства на јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Овозможивме субвенциониран студентски оброк да користат и бруцошите почнувајќи од месец октомври, што порано не беше така. Проширен опсегот на мерката субвенциониран студентски оброк од април 2025 година. Повеќе работниот статус не е услов за студентите да го остварат ова право и следат други секако олеснувања. Ги олеснивме критериумите за искористување на стипендиите за студентите запишани на студентски програми за наставен кадар. Обезбедивме редовна исплата на студентските стипендии кои во минатото се исплаќаа на неколку месеци. Има разлика од редовна исплата до квартална или пак никаква исплата. Во 25-та година обезбедивме поголем буџет за студентски стандард, 30 милиони евра за 18% повеќе од 24-та година. Да не должа многу, има многу што може да се каже и да се дебатира кога станува збор за Министерството за образование и наука, каде што е досега направено и што се стремат оние кои се представници на владата да направат за сите граѓани во Република Македонија. Министерството за образование и наука има проектирани со овој ребаланс 1,79 милијарди денари за развојни подпрограми, што е за 323 милиони денари повеќе од иницијалниот буџет. Во рамки на овие средства се вклучени до изградба на кампусите Финки, Факултетот за физичка култура и комплексот Мајка Тереза, енергетски и ефикасна рехабилитација на студентските домови, како и изградба и опремување на училишта и факултети ширум државата. Овој пакет е еден од најсилните сигнали за сериозноста и она што владата се стреми да го направи кога станува збор за образование и иднината на младите. Јас би сакала сега исто така да прокоментирам и за Министерството за спорт. Едно ново министерство, кое навистина изминатиот период имаше голем предизвик изминатава година, но исто така и предизвикот кој го зема со овој ребаланс на буџет е со ова што ќе ви го кажам, верувајте, не многу голем, бидејќи професионалноста, транспарентноста и онаа што значи посветена работа се покажа во изминатата година за ова министерство. 20 милиони евра директна поддршка за македонскиот спорт, 550 милиони денари за останати субвенции од претходната власт се исплатени. Исплатени се 440 милиони денари нови субвенции за 25-та година. 500 стипендии спортска надеж за млади талентирани спортисти и инвестиции во спортската инфраструктура. Значи, реконструкција на сали во Радовиш, Ново село, изградба на нова атлетска патека во Гевгелија, изградба на нова сала во Воената академија во Скопје, почната реконструкција на салата Расадник, 15 нови игралишта низ цела Македонија, 15 реконструирани спортски центри, 5 базени и многу повеќе. А она што треба македонската јавност и сите вие да бидете убедени дека навистина во ова министерство со ребалансот ќе продолжи успехот од она што значи досега што било сработено. Зголемено финансирање од 81 милион денари за спортска инфраструктура, дополнителни финансии. Ова е директна поддршка на младинскиот и рекреативниот спорт со изградба на нови спортски сали, терени и поддршка на спортски проекти во соработка со локалната самоуправа. Министерството за финансии исто така, од она што се затече во како состојба кога се променија структурите, се промени власта во државата, е тоа што
се успеа во изминатата година буџетскиот дефицит да се намали, јавниот долг е намален за 36 милиони евра, а неговото учество во БДП е намалено за 4,7%. Стапките на економски раст последователно се над 3%. Капиталните инвестиции се реални, насочени таму каде што има проекти, документација и зрелост за да се соработи и да се сработи нешто. Она што Министерството за финансии има предвидено за овој ребаланс на буџет е 1,3 милиарди денари за развојни подпрограми, што е зголемување од 304 милиони денари. Во оваа сума се вклучени капитални дотации до општините и финансирање на големи државни проекти и владата преку Министерството за финансии ќе дава импулс за фискална децентрализација и локален развој. Почитувана македонска јавност, има многу што да се зборува, каде што можеме да ги спомнуваме и Министерството за транспорт, каде навистина многу се издвојува кога станува збор за уредување на патната инфраструктура во Република Македонија, каде се дава акцент на поврзување на населените места во Република Македонија, каде нешто што изминатите години не е воопшто направено, сега да се направи, заради тоа што се има надеж, се има волја. Министерството за дигитализација, каде што се успеа да се донесат нови закони со кои се овозможува комплетна дигитализација во Македонија, да го следиме развојот, да бидеме во чекор со развиените земји, а не да назадуваме и да бидеме во група со земји кои се познати по криминал, кои се познати по злоупотреба, познати се по она што значи неодговорно работење. Ние тоа нема да го дозволиме, одговорно, транспарентно и продолжуваме посветено соработење, што значи тоа да биде една нова поинаква иднина во Република Македонија. И многу други министерства, навистина не би сакала сега да продолжам, бидејќи е мало времето. Јас би сакала само да напоменам дека доколку некој се јави за реплика, ќе има можност да дебатираме, бидејќи овде навистина треба да дебатираме, а не да го спроведуваме она што значи бучава, загадување, духовно загадување, бидејќи еве колегите од левица за жал заминаа, а просто се надевав дека можеби ќе имаме можност да подебатираме малку. Ви благодарам на вниманието.